Меѓу другото се опишува и школи и... Не, Елија Челибија вака вели. Дојдов во Скопје. Да не се спаѓаме за видов една тврдина, да. Која тврдина, јас во никаде не сум сретнал на моите патувања и таа ми личи на Платоновата академија во Атина. Господин Шутаров сакаше да се надоврзе, повелете. Благодарам. Ќе се обидам да продолжам таму каде што претходните дискутанти зачна многу интересни теми. Значи, Скопје распнат помеѓу судбината и визијата како прва дилема, слушајќи ги дискусиите на претходните дискутанти. Скопје како плод на туѓи војски, освојувачи, елементарни непогоди, пожари, поплави и пак земјотреси, или град Скопје со визија, значи со култура на живење, со култура на градење и на крајот на краиштата и со култура на радување. Најлошо е за една култура на градење ако никне во молк, ако низината судбина биде пропратена со молк. Кога е молк не чини. 21. век е век на пораки, век на комуникација, век на размена на информација. Доаѓам од внатрешност, од Евгелија. За мене и каменот пред мојата порта има силината на емоцијата, како и калето за многу скопјани или граѓани на Република Македонија. Секоја метропола си има своја знаменитост и знаковност. Значи, за мене е Скопје град кој што емитува пораки. Како што емитува пораки за сите добронамерници кои што доаѓаат да го видат и да го посетат. Пораки кон своите сограѓани, кон луѓето кои што го чувствуваат се уште за отворен град. Тоа што мене помалку посебно ме интригира и како политиколог и како парламентарец е тоа што културата на градење во исто време ја прати еден неверојатен страф од градењето, неверојатен отпор, неверојатна загрозеност од градење. Знаете, тоа ме потсеќа, ќе повлечам може малку несувисна паралелата со еден страф од летење на Ерика Јонг, но сметам дека и не е толку несувисло. Најмногу од градење се плаши оној невештиот, кој што не сака да гради, на кој што нема е својство на градењето. Нема ништо поубаво од обликувањето на просторот. Ако на една страна на вагата ги ставиме културната пустош, пустелија, необликуваност, а на друга страна на вагата го ставиме обликувањето, културата на градењето, навистина сметам дека едниот таз од вагата ќе превагне. Исто така еден многу битен сегмент ми е многу интересен, типичен за градителството во нашата традиција. Знаете, и во најмалото село и на најголемиот град на територијата на оваа држава, кога се граделе сите. Кон градбата се придружувале роднините, пријателите, комшиите, подалечните. Градењето секогаш било пропратено со радост. Примерот со Бигорски неодамна. Во неговото гаснење на пожарот и во неговото градење учествуваат сите. Сите конфесии, сите вери, сите култури. Тоа е традицијата, тоа е коренот на градењето. Значи, солидарноста со градењето е елемент кој што од секогаш бил присутен во градењето во оваа земја. И тоа е многу битен сегмент. И е убаво да има дискусија, убаво е да има комуникација, убаво е во градењето да се комуницира. Ама на кое ниво? На ниво на конструктивност, заради тоа што градењето само по себе предпоставува конструкција. Ако е диалогот само отпор или само оперетско не, без концепција, без алтернатива, без подруга визија, што добиваме ние? Тоа е сепак еден невешт и немушт диалог. И уште еден многу битен сегмент, сакам да кажам, тоа еднаш го употреби во една парламентарна дебата, кога ќе земеме тоа колку граѓани на оваа земја досега имале можност да се диват на туѓи метрополи, меѓу другото и на метрополите од соседството. На колку споменици, на колку споменобележја, колку средства се потрошени за тоа идолопоклонство во некои туѓи метрополи. Ако го споредиме тоа со потребата
да чествуваме, да славиме, да празнуваме и да градиме дома, навистина сметам оти паралелата би била навистина непласирана и неосмислена. Секоја градба е прати контроверза, проет контра. Со една мала генеза само за најславните париски градби, ќе се обидам да го доловам моментот. Градбата Нотр-Дам де Пари, една од најславните Богородичната црква во Париз, која што ја прати и легендата за Квазимодо и Есмералда, за легендата меѓу наивното, народното и невиното, и грдото или она што расте. Стравот од новото. Богородичната црква во Париз е еден од символите на Париз. Ајфеловата кула, грдото чудо на железното челичното доба, изградена за светската изложба во Париз крајот на 19. век. Невидени социјални контроверзија прата таа градба. Ги плашеле парижаните дека ќе биде само платформа на која што парижаните ќе извршат самоубиство. Еден од символите на светската архитектура. Центарот Бобур, граден во 70-тите години како најфутуристичко чудо, граден меѓу традиционални улички во Париз, во делот на класицизмот, улицата на рибарите е тука. Израсна во центар на културата на светот, во тој футуристички изглед, тешко прилагодлив во тој париски амбиент, пратен со сите контроверзи за и против, израсна во културно средиште во Париз. Сетете се само на отпорот кон стаклената пирамида во средиштето на Лувар. Французите имаа сила, карчи Мона Лиза, карчи таинствениот поглед на Мона Лиза, да постават стаклена пирамида. Тоа е едно од светските чуда. До последната контроверза, до интервенцијата на моќната индустрија Citroen сред Шанзелизе, најградската улица на светот. Со еден модерен објект, сена се широк 12 метри, со една дискусија која што француските медиуми ја следеа скоро година дена. Тој мал салон на Citroen, сена се широк 12 метри, отвори нови простори за интервенција на најпознатата светска улица Шанзелизе. И добро е кога градењето го прати дискусија, најлош е молкот. И јас сакам и во понатомошниот тек на развојот на Скопје, навистина да имаме повеќе можност за дискусија, повеќе можност за култура на диалог, но диалог кој што ќе оди само давајќи енергија на градбата, не на разградувањето. Благодарам. Баш убаво се надоврзавте. Зборувавте за радоста на градењето, дека ние треба да се радуваме кога се гради и баш имаме тука човек кој со задоволство гради и ужива да гради и сака да гради и градел, повелете, господине Стефановски. Ви благодарам и ви благодарам на поканата што можам да земам збор, мислам на поканата на ова дебат. Видите, јас сум учествувал во делот, во еден мал сегмент во целата оваа визуализација. Тоа е делот од приказката за Стариот театар. Таму сум автор, што знаете. И тоа е една приказка која што трае од самото рушење на самиот театар. Од кога го рушија самиот театар, имаше идеја тој истиот да се возобнови. Таа идеја траеше долги години и прошлата власт најде доблест да ја спроведе. Меѓутоа имаше сила до толку само да ги направи проектите. И тоа е само еден мал дел од проектите од идеите. Тоа беше тоа прифатено. Сега се случува нешто друга работа. Оваа власт, новата власт, ја вклопи таа приказка. Значи, најде уште поголема доблест и ја вклопи истата таа приказка во својата визија. И како што се најде театарот во оваа приказка, значи се најдов исто и јас во оваа визија. Понудената визија, што ја видовме сега скоро, првиот пат кога ја видов, јас да ќе кажам, се осети страшно збунет. Одеднаш импозантни
импозантна визија која што треба да биде до 2014 година. Визија до сега